Срна, ова е насловот на најновото книжевно дело на авторката Славица Дабевска-Чировска, чија што промоција е закажана за 15 декември од 19 часот и 30 минути во Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово. Книгата е во издание на издавачката куќа Феникс, а нејзини промотори ќе бидат председателот на Друштвото на писатели Христо Петревски и писателот Гоце Ристески. Книгата, како што вели авторката, е продолжение на нејзиниот претходен роман Зелениот капут, а действието на најновиот роман на Дабевска-Чировска, како што објаснува таа, е сместено во 60-тите години на минатиот век, додека пак Срна, главната хероина, е опишана како девојка која ги почитува моралните вредности, со главна цел да биде студентка на медицина. И ноќите кога капат врз градот и кога мирува тишината, се запишуваат страници на едно детство. Детството на Срна е впечатливо за градот Почара. Тоа е едно вредно, црвенокосо девојче со зелени очи, кое што бурно сака да ги почитува родителските норми на живење, патриархални, но сепак треба да биде и одличен ученик во старата Тетовска гимназија, позната и препознатлива по строгото ученичко воспитување. Па таа атака е ставена на бастионот помеѓу родителскиот дом, помеѓу гимназијата, но и најголемата желба на нејзините родители да покажеме во градот дека може вредно да се работи, а тоа вредно работење е везењето на Срна, која што мора да го изучи занатот мајка и кој што и го дава и да се запише на факултет. Тоа е бастионот, да се запише на медицина. Писателката Славица Дабевска-Чировска по професија е наставник, а веќе долго време гаи љубов и кон пишаниот збор. Морам да ја споменам раката на учителката и незиниот ракопис кој што иницираше дека од мене можеби во иднина ќе биде добар краснописец. За да тоа се прелее преку Магдалена Дабевска, која што ми била една од наставничките, која што не учеше на убавото пишување и изразно, го препознаваше и често пати го пофалуваше. Понатаму следува следен чекор и тоа е гимназијата, она преломното, каде што ме пречека Војна и мир, каде што ме пречека Тихиот дон и Руската шума, каде што го попримам стилот на руско пишување и љубов кон класиците, а сепак тука се крие Надица, професорката, за која што несомнено и упатувам голема благодарност и ден денеска ми е на некој начин идол како треба еден човек, а сега веќе израснат писател, треба да се однесува, треба да ги запазува мислите и да биде тивок. Покрај романите Зелениот капут и неговото продолжение Срна, авторката има напишано и 4 стихозбирки, а во иднина се надева и на издавање трилогија под името Јапонски цреши.